Иницијатива, законот за употреба на јазиците да биде под лупа на Уставниот суд. Универзитетскиот професор Јове Кекеновски бара судиите да оценат уставноста на законот. Според него неуставно е објавен во службен весник без подпис на председателот Иванов. Кекеновски со предлог времено да се запре примената на законот. Јас немам ништо против употребата на јазици. Јас имам против каубојскиот начин на однесување, односно против правното насилие, каде што дрско се крши уставот и законите на Република Македонија. Амандманот 18 и амандманот 5 во директна спротивност со овие два амандмани е законот за јазици на кој што е усвоен во Собранието на Република Македонија со недоволниот број кој што императивно го налага бројот на пратеници кои што треба да гласат. Значи двотретинско, односно двојно мнозинство. Од опозицијската ВМРО ДПМН пак во понеделник ќе поднесат иницијатива до уставен, но затоа бараат кривична одговорност за злоупотреба на службена положба и овластување и злосторничко здружување. Џафери, Ибрими и Костовски извршиле свесно загрозување на уставниот поредок, бидејќи јасно е пропишана процедурата за прогласување на закон. Пријавените свесно спротивно на Уставот на Република Македонија со прогласувањето и стапувањето на сила на законот за употреба на јазиците воведуваат двојазичност на цела територија на Република Македонија, со што го рушат уставниот поредок на државата. Владата преку соопштение информира дека законот не штети на унитарноста на државата. За тврдењето дека на територијата ќе се спроведа двојазичност, Оди Линденска тоа го оценуваат како манипулација, тврдат дека нема да има нови вработувања. Вистината е дека Агенцијата за примена на јазикот и Инспекторатот за употреба на јазиците, како што предвидува законот и како што беше утврдено со политичкиот договор за негово донесување, кадровски ќе бидат екипирани од постоечките човечки ресурси во министерствата, агенциите и секретаријатите. Дека собраниската процедура е запазена тврдеше и собранискиот спикер Џафери, а кочничар според него бил Иванов што не го потпишал законот. Шефот на државата пак е на ставот дека е незаконски очекува правна разврска. Законот за употреба на јазиците предвидува албанскиот или јазикот што го зборуваат најмалку од 20% од граѓаните во населените места да се употребува официјално во администрацијата.